Општините од Истокот им нудат работа и шанса за искуство на над 60 невработени од регионот, како дел од проектот за општо корисна работа. Речиси во сите општини, во тек се повици за ангажирање на лица од редот на невработените. Најмногу лица би требало да се ангажираат во Делчево, 12, следува Штип, каде има потреба од 10 волонтери, Берово и Пехчево по 9, Кочани 8, Пробиштип 6, и Чешиново Облечево има потреба од ангажман на 5 лица. Во најголем број случаи се бараат лични и образовни асистенти, како и лица за помош и нега на стари лица во домашни услови. Работните позиции кои се опфатени со овој јавен оглас се однесуваат на ангажирање на образовни асистенти, 5 извршители со завршено високо образование од областа на педагошките студии и сите наставни профили, педагогија, психологија и дефектологија, негователи во детски градинки 3 извршители со завршено 4-годишно средно образование, негователи за потребата на дневниот центар за деца со аутизам 2 извршители исто така со 4-годишно средно образование. Според огласот, предност при изборот ќе имаат следните категории невработени лица. Условите кои треба да ги исполнуваат невработените лица се дадени во целните групи, а тоа се предност ќе имаат млади евидентирани невработени до 29 години, лица корисници на социјална помош, лица долгорочно невработени, како и лица над 50 години и лица во социјален слаб статус. Треба да напоменам дека корисниците на социјална помош, доколку се вклучат активно во оваа мерка како даватели на услуга, нема да им биде одземено правото на социјална помош. Сите одбрани ќе бидат ангажирани за период од 6 до 9 месеци, на половина работно време и за паричен надомест од 9000 денари. Проектот неколку години наназад го спроведуваат општините, агенциите за вработување и UNDP, а се однесува на сите невработени лица. Со нивно времено ангажирање се овозможува истите за одреден временски период да бидат вклучени во системот на работно ангажирање, да добијат одреден месечен надомест, но и да се стекнат со одредени знаења и вештини барани на пазарот на трудот. Од друга страна, на крајните корисници на услугите им се овозможува помош и поддршка во делот на негата, образованието и згрижувањето.